Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Овечерашната емисија ќе може опростете нашето телевизиско досие на тема дали во изминатите 6 години Љупчо Ѓорѓиевски, Никола Груевски се една тајна и тивка коалиција на македонската политичка сцена и тоа му овозможува на Никола Груевски да има апсолутна власт во рамки на Република Македонија. Гледачот Алекс Бежовски на Васко Ефтон фан клубот пред 2 недели ни напиша одредена порака зошто не направиме емисија на тема дали Никола Груевски и Љупчо Ѓорѓиевски се во една тајна коалиција, тоа трае веќе 6 години и затоа изнесе мноштво на докази. Кои се тие докази ќе може да проследите од ова интервју во трајање од 3 минути со Александар Бежовски. Господине Бежовски, вие неколку пати ми пишувате на Васко Ефтон фан клубот дека почесниот председател на ВМРО ДПМН или поранешниот лидер Љупчо Ѓорѓиевски, сегашниот премиер Никола Груевски, не само што не се скарани, туку се веќе 5 или 6 години во една тивка коалиција. На што го темелите тој ваш став? Па тоа е пред се сомнеш, не е став. Врз основа на некои работи кои што се имаат случајно во минатото, а почнуваат нели од самиот конгрес на ВМРО ДПМН во 2003 година, кога што Груевски избран за председател на партијата. По сите анкети внатре партиски тогаш водеше до врба. Уживаше Маријан Ѓорчев. Маријан Ѓорчев. Уживаше Маријан Ѓорчев, да. Но очигледно дека процената на лидерот беше дека треба да имаме некој технократ, да има некој технократ, значи, кој што ќе успее да освои на 300.000 гласови, кој што не беше предвидено бариера на кажано дека е бариерата на ВМРО со Љупчо Ѓорѓиевски. И тоа Бежовски се случува, ВМРО освојува на 300.000 гласови. Проект, да не речам политички проект, да не на речам Љупчо Ѓорѓиевски. Па веројатно, да. Значи има големи шанси да е тоа. Значи луѓето кои го познавате Никола Груевски и Љупчо Ѓорѓиевски велат и ден денес дека без малку целата таа работа и таа кавга помеѓу нив двајца изфингирана, дека тие цело време се во една тивка коалиција, кој ги спомним имињата на најблиските соработници на Љупчо Ѓорѓиевски, од Валентина Божиновска, Валентин Митровски, Весна Јаневски, така натаму, Паско Кузман, значи сит по Ацо Ѓорѓиев, кој денес се слика без малку секој ден на Никола на Груевски сега се во неговото опкружување. Значи без малку го смени адресот и од Љупчо Ѓорѓиевски премина Никола Груевски. Да. Клучното прашање кое тука се поставува е кој против кого се бори. Дали Љупчо Ѓорѓиевски всушност се бори против Никола Груевски да го симне од власт или се бори против Љубе Бошковски да не освои доволно гласови да ја намали политичката сила и тежина на Никола Груевски. Господине Бучковски, дали Никола Груевски и Љупчо Ѓорѓиевски се во некоја тивка коалиција? Значи јас се повеќе верувам на она што говори еден од моите пријатели, колеги од парламентот, кои ги познавам многу подобро релациите во ВМРО ДПМН, тој е Ѓорѓе Ровченец, кој тврди дека тие и никој пат не биле на различни страни. Имавте теза дека во Панорама некаде пред 5 години СДСМ и тогашната влада застана на страната на Никола Груевски, односно било посакувано решение во еден процес на демократизација. Сега од овој временски аспект, ВМРО на Никола Груевски помногу личи на ВМРО на Љупчо Ѓорѓиевски во тој период 1998-2002 година. Па дури во некои сегменти е бетер од тоа што сметавме дека е начин на владење на ВМРО ДПМН. Ако Никола Груевски е најдобриот министер кој што вели Љупчо Ѓорѓиевски во неговата влада, што е тогаш Љупчо Ѓорѓиевски за Никола Груевски? Негов политички ментор? Апсолутно. Па целата кариера на Никола Груевски му се должи на Љупчо Ѓорѓиевски. И мислите дека тоа може Никола Груевски да му го заборави на Љупчо Ѓорѓиевски? Тоа би било надвор од секоја логика. Господине Додевски, зошто не коалицирате со Љубе Бошковски? Па ние на многу наврати кажавме дека на овие предстојни парламентарни избори како политичка партија сакаме да настапиме сами на избори. Интересни се тие случувања во рамките на македонската десница. Љупчо Ѓорѓиевски му понуди на Љубе Бошковски да биде председател на ВМРО Народна партија. Од друга страна Љубе Бошковски одби таквата понуда. Подоцна Љубе Бошковски му понуди десна коалиција на Љупчо Ѓорѓиевски, а војводата ја одби таквата коалиција. На крајот на краиштата поранешните министри и премиери во една иста македонска влада денес се на двете различни страни и на некој начин му помагаат со таа своја раздвоеност на Никола Груевски понатаму да остане да владе апсолутно во Република Македонија. Значи Љупчо Ѓорѓиевски е прави таа ВМРО Народна. Ги зима сите во наводници криминални структури од ВМРО ДПМН, ги пренесува ВМРО Народна, моста на Никола Груевски чиста партија.
Кога се враќате од Хаг, Лјупчо Георгиевски ви нуди да бидете начело на ВМРО Народна. За чистотата на Никола Груевски ќе позбориме после победата на Обединети за Македонија, за неговата чистота. Тезата да ја докажам до крај. Значи, вас ви нуди да бидете начело на ВМРО Народна и на тој начин да ви ја закопа политичката кариера, да бидете начело на партија со сериозни криминални опашки зад себе. Да. Имаш ли таков еден концепт кај Лјупчо Георгиевски? Јас сакам да навлегувам во опашките на било која политичка партија. Дали Лјупчо Георгиевски сакаше да ви го стави јажето околу врат и да ве направи лидер на ВМРО Народна? И да бидам маргиналец, политички маргиналец кој ќе заврши како Доста Димовска, како Павле Трајанов, како многу други личности, како Весна Јаневска, Ѓорги Трендафилов, да не го заборавиме, кој го нема никаде, кои ќе бидат искористени уште еднаш. Политиката е многу сурова категорија. Ке ве ставија после некој главен уредник на некое женско списание за лепота и здравје и така натаму. И ке беше завршена вашата политичка кариера. Апсолутно. Јас тој и самиот Лјупчо Георгиевски го кажа дека ми ја понуди Народна партија. И тој тоа го користи како доказ дека вие сте првиот што имате одбиено таа десна коалиција. Господинот Георгиевски, нашиот поранешен лидер, доколку сака вистина Никола Груевски да падне од власт, да падне овој тоталитарен режим, овој режим кој Македонија ја влече се подлабоко во економска, политичка, морална криза, тој треба јавно да застане против Никола Груевски. Уште постои тој сентимент кај вас за Лјупчо Георгиевски? Тешко ви е да зборите дека Лјупчо Георгиевски можеби е во пакт со Никола Груевски против вас? Единствената шанса за Никола Груевски да биде ублажен неговиот пораз е пактот со Лјупчо Георгиевски, кој е очигледен, кој се гледа со голо око, кој не треба со лупи да се истражува и да се бара. Тоа е толку очигледно ако зборуваме со аргументи и со факти, а не со сентимент. Сте го прашали директно дали има тајни средби со Никола Груевски? Да. Секи ви кажам, значи и во Стоунбридж, во разни станови во Скопје, во разни хотели. Значи и што ви одговара? Изворно, значи директно потврдено, значи веднаш по новогодишните празници, кога во многу медиуми беше искажана, нели, она наводна тајна средба во некој си стан во Скопје, јас со Георгиевски го имаме тоа разговор, значи уште пред излезе во јавноста го имавме тоа како информација со Георгиевски, го дискутиравме, значи Георгиевски не беше во Македонија во тој период, да се пушти една таква теза дека наводно Георгиевски се видел со Никола во тој декемвриски период кој Георгиевски, значи физички не може да се сретнат. Од сите средби вие излекувате само една. Која демантирате? Ви тоа не демантирате дека воопшто немале средби. Јас не знам дека имало средби. Ама сигурно знаете, како не знаете, имало барем неколку средби. Не. Има барем две точки кај што се допират Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски. Тоа е продажбата на Окта и тоа е приватизација на Македонски Телеком. И апсолутно, ако гледате, они се држат меѓу себе. Ко петок и сабота, однос на тие две прашања, и нема ни еден директен конфликт помеѓу нив двајца. Вака сега да знаете, еве, не се само тие две прашања вие кои ги спомнавте. Значи секоја влада си носи најразлични одлуки. Па може ми Мето Смиленски, може ми откупот на Долгор или бил Телеком. Значи многу одлуки биле реализирани на ниво на влада, каде што секој како министри сме партиципирале во тој дел. Исто како и оваа влада сега што се работи, исто како и тие претходни кои ги воделе други премиери. Тука се веројатно таа целата афера околу аналитикот, тоа покажа дека тие врски останат и до ден денес, предпоставам. Па мислам дека многу повеќе има интерес Никола Груевски да биде во не само коалиција со Лјупчо Георгиевски, туку и да биде во едни пријателски односи кои нема да бидат доволно јасни за македонската јавност, но за нив двајцата исклучително јасни и дефинирани однапред. Постојат најмалку 3 крупни бизнис делки кои ги поврзуваат Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски. Тоа е продажбата на Окта, тоа е продажбата на македонските телекомуникации и тоа е аферата со Мето Смиленски и тој откуп на македонскиот надворешен долг на секундарниот пазар во Лондон, во која афера беа вклучени Мето Смиленски, поранешниот гувернер Љубе Трпевски, а веројатно позадината и супортот на целата таа операција беше Лјупчо Георгиевски и тогашната негова влада.
Меѓутоа концептот е поприлично интересен. Лјупчо ја прави ВМРО Народна, го собира целиот тој криминално милје кај себе во ВМРО Народна, оставя една чиста партија на чие чело доаѓа Никола Груевски и тие безмалку функционираат безпрекорно во изминатите 4 или 5 години. Па мислам дека не е тајна дека ментор на Никола Груевски Лјупчо Ѓорѓевски. И му беше неговиот благајник во времето кога ВМРО ДПМН не беше осудуван не само од македонската јавност и од меѓународната јавност за бројни криминални случаи кои за жал не завршија сите со судска разрешница. Тука е Македонска банка, претпоставувам. Па и приватизациите по кои стана познати од 99%. Приватизацијата на Окта, Мето Смиленски случајот со Народната банка и со Љубе Трпевски. Па мислам дека најмногу нив ги поврзува приватизацијата на Македонскиот телеком. Што мислите? Што ги врзува Лјупчо Ѓорѓевски и Никола Груевски? Дали е тоа Окта, дали е тоа продажбата на Телеком или одредени финансиски трансакции кои се врзува за името на Мето Смиленски? Па, на тоа прашање денеска вака од оваа позиција не можам да ви дадам одговор, но... Знам, ќе ми речете кога ќе дојме на власт, ќе истражиме и ќе ви одговориме. Но вие сте биле висок функционер на ДБК, сте биле висок функционер на ДБК и вие знаете во тоа време какви трансакции се имат правено. Тешко е денеска од позиција токму затоа што сум бил висок функционер и затоа што сум бил министер за внатрешни работи, затоа што не вим поминав 4 години по белосветските затвори. Јас не сакам никого да го обвинам без да постои официјално обвинение. Во овој момент нема такви официјални обвиненија и јас немам право, немам кредибилитет да го сторам тоа. Господине Бочковски, дали сте се заинтересирале во еден момент на кои сметки може би заврши провизиите од продажба на Телеком? Но, господине Ефтов, што тој мој интерес може во овој миг од оваа моја позиција да му донесе добро на мојот народ, на граѓаните на Македонија, освен некаква сатисфакција дека не бил само едниот режимот на Бранко Цервенковски оптеретен со криминал и со криминални приватизации, но и дел, за жал, и од времето на владението на, тоа може да се види по фирмите кои се во тоа време ликвидирани, во времето на нашето владење, можете да видите дека и таму се можни криминални приватизации. Долго време Македонска банка ваеше за банка блиска на ВМРО ДПМН, односно банка која беше капитално контролирана од страна на оваа партија. После смената на врвот на ДПМН, кога Лјупчо Ѓорѓевски заминува на таа функција доаѓа Никола Груевски, Никола Груевски се обидува да инсталира своји луѓе во врвот на Македонска банка, тоа помина доста неуспешно и на крајот Лјупчо Ѓорѓевски мораше да ја продаде банката на газданини. Меѓутоа сепак дел од капиталот на таа банка завршува во оваа фирма Турист Линеа, станува збор за седиштето на банката вредно 1 милион евра и целиот тој имот денес е ставено од таа стечајна маса која се продава заедно со банката. Колку дуќени располагаше Линеа Турист? Значи еден е на поклон и уште други 5 кои што се купени. Еден на поклон од ВМРО ДПМН. Да. И 5 други кои се купени веројатно по минимални цени. Па има некои сега не се минимални, али се со некои бајги поголеми поволности. Еден е седиштето на Македонска банка. Значи Македонска банка седиштето кое важеше за банка на ВМРО ДПМН во тој период 98-2002 година е во рацете на Линеа Турист. Не, седиштето е значи продадено пред изборите 2002 година на Турист Линеа. На Турист Линеа. Да. И вкупниот имот се проценува дека вреди некаде околу 3 милиони марки или евра. Па пошто седиштето на Македонска банка не е веќе во фирмата, негде околу 2 милиона евра, можеби. Сега имате два дуќени у строгиот центар на Скопје. Да. И кој дава согласност и дали кога ја добивате согласноста да бидете управител на оваа фирма, вие разговарате истовремено и со Лјупчо и со Никола Груевски? Па не сум разговарал истовремено со нив, али имавме пречутна согласност дека јас треба да бидам тој уствари што ќе спаси честа на ВМРО ДПМН од можна пропаст на фирмата, затоа што фирмата беше во полоша состојба него што е свидмилка. Веројатно да го спасите капиталот, не честа. Капиталот во оваа фирма. Значи, всушност честата треба да сватиме кој капитал. Па фин капитал 2 милиона евра, тоа не е малце. Плюс седиштето на Македонска банка, што да, на времето е било продано, тоа е 3 милиона точно, евра. Да. Јас во целата кој беше мозок на целата операција? Не можам да кажам, пошто во целата приказна јас група се вклучувам во 2003 година. Група на адвокати кои се денес блиски до ВМРО има група, да, група на адвокати, сега некои од нив се суди.
Некои се дури председатели на одредени институции, не мислам на државата, туку на одредени. Така, да, има И тие се луѓе кои мислам дека и ден денес го одржаваат тие релации помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски. Па веројатно, не се само тие, и од политичката структура имате луѓе кои што се идеолози на некои работи, како што беше Паско Кузман, да речеме. Антонио Милошевски, книгата за Блаже Коневски. Антонио Милошевски, да, Владко книгата. Ѓорчев. Владко Ѓорчев. Денес Лјупчо Георгиевски дава одредени изјави меѓу редови дека би требало да дојде до смена на гувернерот Петар Гошев. Мислите дека ВМРО не може да му прости на Петар Гошев што ја фрли Македонска банка во стечај? Па мислам дека главниот мотив е тоа. И дека Има основи да се сомневам дека главниот мотив за барање на смена на гувернерот е токму ликвидацијата на Македонска банка, која што одредени блиски кругови до нив ги стави во страшни бизнис недоумици. изгуби ВМРО многу од тој стечај на Македонска банка. Па мислам да, еве седиштето е во стечајната маса, денови во весниците има 1 милион евра чини седиштето. Па, толку е проценато. Лицитацијата започнува на 83 милиони денари. Што значи повеќе од 1 милион Малце евра. повеќе од 1 милион евра. Од денешна временска дистанца, значи 6 години после тоа, како оценувате тоа што се случуваше во Панорама 2004 година, кога на јавна сцена Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски се конфронтира, па дури до ниво на улична тепачка на тие собрања што беа во Панорама направени? Мислам дека тоа повеќе беше судир на приврзаниците на едниот и другиот, за условно речено поделба на колачот кој го има од претходно и евентуално за земање позиции за времето кога ќе дојдат на власт, а не директен судир меѓу Груевски и Лјупчо Георгиевски. Дори онаа фамозна пресконференција за ножот во грб, мислам дека беше едно успешно сценарио кој пред се беше упатено кон неопределените гласачи во Република Македонија и порака за меѓународната јавност. Две допирни точки постојат помеѓу Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски. Ако Лјупчо Георгиевски може да се смета за политички ментор и политички татко на Никола Груевски, тогаш Никола Груевски беше благајникот на Лјупчо Георгиевски кога се прават сите тие крупни сделки и сите тие крупни финансиски афери во рамки на Република Македонија во време на првиот мандат на ВМРО-ДПМН 98-2002 година, кога Никола Груевски е всушност министерот за финансии во таа влада на Лјупчо Георгиевски. Само еден човек не може врти грбот. Кој? Ево Тивка коалиција, Никола Груевски. Па се видите, се тука си грешка. Никола Груевски прв излезе дека Лјупчо Георгиевски ми го заби ножот во грбот. Има исчисти партијата, условно речено од криминалот, и повлече Војо Ламбе со себе во ВМРО Народна и таму остана чиста партија. И таа чиста партија се прошета на изборите 2006, не му излеговте на избори 2008 година, овој апсолутна власт и денес владе со ваша помош. Не. Апсолутно. Не може да владее со наша помош затоа што ние не сме нити во парламент. Јас ви гарантирам. Владе со ваша помош, со ваша помош баш дека не сте во парламент. Да, владе со дел од гласачко тело кој му дала подршка на Никола Груевски на предвремените парламентарни избори. Бидејќи Ѓорги Трндафилов се успел и не поднесол кандидатура до изборна комисија. Не, Ѓорги не можеме година дена да го најдеме. Јас ќе ви кажам неодговорно. Како не можете, Лјупчо не може да го најдете година дена или 5 години шета по светот, Ѓорги не може да го најдете. Не е точно. Вие сте како оној од Нови Сад што е, Мициш ли се вика од Комтики што право напатуваме околу светот. Така ви лидерството на ВМРО, па така се сведува. Не е точно. Не е точно. Тоа е една погрешна теза која секогаш пред избори сака да се стврти и да се пушти. Како што кога се наближуваат евентуалните предвремени избори, веројатно Лјупчо Георгиевски ќе има многу поголема тежина во тие комуникации со Никола Груевски. Секако. Господине Величковски, кога е тој конфликт Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски, вие како либерална партија сте дел од тогашната опозициона коалиција предводена од Никола Груевски, се ставате на страна на Никола Груевски и ја давате таа всушност предност на Никола Груевски на тие локални избори 2005 година во однос на Лјупчо Георгиевски. ВМРО НП и ВМРО ДПМН тогаш беа безмалку изедначени, со коалицијата Никола Груевски беше во предност во однос на Лјупчо Георгиевски. Ние не можевме ниту сакавме да се мешаме во внатрешните работи на ВМРО ДПМН. Со одлука на Конгресот на ВМРО ДПМН Никола Груевски беше избран за председател на таа партија. Сосема нормално беше да продолжиме со соработката.
и кога оденеш на временска дистанца, значи некаде 7 години, 6 години подосна, го гледате тој конфликт Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски, дали го имате чувството дека може би бил фингиран конфликт? Се плашам дека имате право, односно дека таков фингиран конфликт може да се смета дека бил фингиран. Значи вие излегувате од Хаг. Да. Ја дочекува премиерот. Премиерот во Хаг ми тврди, ме прашува дали доколку излезам ќе се вратам во политиката. Јас велам па дека е тоа најнормално да се вратам во политиката доколку излезам од Хаг. Добро, и го прашувам кога ќе ги распишеш изборите. Па вели ќе ги распишам на есен изборите. Значи есента 2008. Да, есента 2008 година. Тој изборите ги разбра кога почувствува, кога знаеше дека може да се случи да излезам од Хаг, тој изборите ги распиша во 6 месец. Мислите дека изборите ги распиша пред да излезет, намерно пред да излезет од Хаг? И повеќе индикативно, да, во тоа сум повеќе од сигурен. И втората теза, зошто Лјупчо Георгиевски и Народна партија не излегоа 2008 на изборите. Ѓорги Тернафилов заборавил Ѓорги Тернафилов. Мислете, да, жиросметка. Тоа е многу несериозно, ако сакаме сериозно да се бавиме со политика. Дека може Ѓорги Тернафилов без да знае Лјупчо Георгиевски и без да му даде согласност да забори да поднесе кандидатура. Зарочекувате да верам во... Не видите се, приказната околу Ѓорги Трендафилов е многу интересна. Мислам, што се заборил во некоја планина во Велес и не стигнал да поднесе кандидатура. Не, видите сега, приказната околу Ѓорги Трендафилов беше тоа што он не беше пасивен само во моментот пред изборите, него го немаше година дена. Вие ако се сеќавате, и плакати беа лепени низ градот каде што се бараше председателот на ВМРО Народна партија Трендафилов. Ајде Ѓорги Трендафилов исчезна. Да. Кај беше Лјупчо Георгиевски 2008 година? Лјупчо Георгиевски во изминатите 4 години, освен по прашањето на името, Горна Македонија или Северна Македонија и прашањето на антиквизација, нема ни еден спортиставен став на политиката на Никола Груевски. Ама апсолутно нема ни еден. Од друга страна, се извинувам, од друга страна, Никола Груевски се нема оградено од ниедна политика на Лјупчо Георгиевски, вклучително и политиката за размена на територии. Проверував, барав по интернет, барав по документација кај мене. Значи сите кадри кои беа во првиот, со исклучок ваш, уште неколку други, кои беа во првиот ешелон на Лјупчо Георгиевски, денес се загрижени кадри во врвовите на ВМРО ДПМН, да не почнам да ги бројам. Портпаролот на ВМРО Народна денес е тимот портпароли на Никола Груевски, шефот на кабинет на Лјупчо Георгиевски, Министерство за надворешни работи, Валентина Божиновска, една од главните соработнички на Лјупчо Георгиевски, Весна Еновска, и да не редам понатаму, значи списокот е предолг за да биде тоа инцидентно. Значи 99% од тие имења кои вие ги спомнавте се членови на ВМРО Народна партија кои беа исклучени веднаш после конгресот 2007 година. Значи они како кадровски решенија кои сега функционираат во владата, започнувајќи од онаа смешна слика каде што бившиот портпарол на ВМРО Народна партија се шета позади Никола Груевски. Мислам, за мене кога гледам нема посмешна слика на телевизија. Сега не знам кој е поизгубен таму, дали е Груевски поизгубен или портпаролот што шета позади него. Значи сакам да ви кажам една работа. Тие се луѓето не стои за тој концепт. Не. Тие се луѓето, знаете што? Дека нема тајни средби на Лјупчо Георгиевски со Никола Груевски. Знаете што? Тие луѓе што ги гледате сега и што ги спомнавте и што трчаат пред или позади Никола Груевски, тоа е од онаа приказна која Весна Јаневска ја заврши. Значи тие се таму згрижени, значи сега кој ги спомнавме, значи нели тој портпаролот, Божиновска ја спомнавте, антимонополска управа, шефот на кабинетот. Валентине, уште од претходно ангажиран кога беше поддршка со тие 6 пратеници, значи тоа не е спорно. Меѓутоа за Валентина, за Чедо Краљевски, за Котев, за Ѓоргиев, вие постојано велевте, како ВМРО Народна, дека Никола Груевски можеби има гласови, меѓутоа нема ВМРО-вска интелигенција, нема ВМРО-вска маса. Денес го кажувам истото. И што направи? Ами денес го кажувам истото. Апсолутно, луѓето од ВМРО-НП се премина во ВМРО ДПМН. Ама тие не се веќе во ВМРО Народна партија. Јас мислам дека вашиот почесен председател и почесен председател на ДПМН, Лјупчо Георгиевски, стои за целата таа работа. Не. И денес Лјупчо Георгиевски не се откажува таа своја стара политичка теза дека треба да дојде одредено раздвојување помеѓу македонците и албанците, изградба на одреден берлински или израелски зид помеѓу македонците и албанците и размена на територии. Никола Груевски де факто во својата политичка кариера се нема откажано таа теза на Лјупчо Георгиевски, иако се споредуваат тие политики на Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски во однос на албанците, веројатно суштински нема да стане никаква разлика помеѓу нив двајца.
Господине Маличе, дали постои разлика во таа политика кон албанците во времето на Лјупчо Георгиевски и времето на Никола Груевски? Разликите се во одредени сегменти, во некои можда што го сликуваат нивното владење или раководење со државата, држат и континуитет. Лјупчо бараше подолба на Македонија, нели? Или размена на територии. Албанците го обвинуваат Никола Груевски дека со проектот Скопје 2014 го прави тој вештачки зид помеѓу двата дела или двата етноси во Република Македонија. Таа сценарио на меѓунационални односи, на тензии се враќа во сцена. Мислам на тоа не треба да му одговара на никого. Која враќа? Владата денешна. Владата на Никола Груевски? Да. Албанците се фрустрирани од тоа? Секако се фрустрирани за тоа што еве за проекти кои не се функционални. Проектот што не е во тие приоритети да се гради заедничка држава. Мислите на Скопје 2014 претпоставка? Сигурно овој проект е меѓу тие најпровокативните проекти. Албанците го доживуваат како провокација? Тоа е чиста провокација или провокациите со џамијата во Прилеп, во Битола. Овие се такви. Ако така ги поставиме работе, тогаш не постои разлика помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски во тој однос ко албанското прашање во рамките на Република Македонија. Овој континуитет не само што е сочуван, него и повеќе дограден во лоша конотација. Од албански агол кога се погледнат работите, како ви изгледа? Дали Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски се во некоја тивка и перманентна коалиција? Тоа може истото да се потврди дека е така, затоа што проектите на господин Лјупчо Георгиевски ги продолжувал господин Груевски. Мислам тука само со мали измени. Ако денес се погледнат сите тие политички случувања на политичката сцена во Република Македонија, тога се добива впечатокот дека Лјупчо Георгиевски многу повеќе се боксира и политички се надмудрува со Љубе Бошковски околу таа можна партиципација на десното гласачко тело во нивните политички програми отколку со Никола Груевски. Господине Бошковски, кој ви е поголем противник на терен? Лјупчо Георгиевски или Никола Груевски во овој момент? И двајцата се во една неформална коалиција, барем тоа може да се види од нивните постапки до сега. Мислите дека се во една активка коалиција цело време, дека воопшто не постои конфликт помеѓу нив двајца? Ако вие некаде до сега сте го виделе конфликтот помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски, би сакал да ми кажете. Љубе Бошковски одби да биде лидер на ВМРО Народна, Лјупчо Георгиевски тоа го користи како крунски доказ дека всушност Љубе првиот кој има одбиено подадена рака. Дали ви мислите дека на крајот Лјупчо и Љубе ќе може да седнат на маса и заеднички да настават против Никола Груевски или сепак таа долгогодишна тивка соработка на Лјупчо со Никола Груевски ќе остане понатаму на сцена? Моја проценка е дека секој ќе оди сам на овие избори, дека нема да има окрупнување ниту на Обединети за Македонија со Народна партија, ниту пак коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и Народна партија. Меѓутоа перфектен е тој концепт Величковски. Гледате, Лјупчо Георгиевски излага од ВМРО, ДПМН, го зима со себе целиот условно наречено криминал и криминално милие. Го носи во ВМРО Народна, Арнаудов, Војо Михајловски, така натаму и така натаму, Македонска банка и сите тие одредени криминални опашки што се влече за таа партија за време на тој мандат 98-2002 година. Груевски добија чиста партија и како исчистен политичар победува убедливо на изборите 2006 година. Јас од тој аспект само ќе поставам прашањето до каде прашањето на националната платежна картичка. Тоа беше еден проект кој што се појави крајот на 2001-2002 година. Тоа прашање, да речеме, ниту ВМРО Народна не го отвара повторно. Не го отвара со таа теза. Не го отвори ни обвинителството, па човекот што требаше да го отвори сега стана јавен обвинител на Република Македонија, не се отворени ставоите, човекот кој тој го затвори денес е министер за правда. Апсолутно, значи имаме еден многу добро осмислен концепт. Се согласувам со можноста за постоењето на тој концепт. Јас ви кажав дека клучниот момент на крајот ќе бидат изборите. Секое индиректно или директно пактирање на ВМРО Народна би го покажал, би ја потврдило тезата за која што денеска зборуваме. Во текот на таа 2003 година, кога се случи тој конгрес на ВМРО ДПМН во Охрид, кога во сите анкети во внатрешпартиските релации во водство е Маријан Ѓорчев, Лјупчо Георгиевски одлучува начело на ВМРО ДПМН да го инсталира и да го октрира Никола Груевски. Денес Никола Груевски понатаму го дожива Лјупчо Георгиевски како свој политички ментор, а Лјупчо Георгиевски за Никола Груевски вели дека е негов најдобар министер во неговите тогашни влади. Господине Бошковски, 2004 година, 2003 година, Никола Груевски доаѓа начело на ВМРО ДПМН. Да. Дали Лјупчо Георгиевски ви убедува тогаш дека вие треба да гласате за Никола Груевски и дали целата кампања за доаѓање на Никола Груевски на чело на ВМРО ДПМН. Во тој момент на сите анкети во внатрешпартиските релации води Маријан Ѓорчев.
еден ден пред конгресот во Охрид, Маријан Ѓорчев е убедливо водство пред Никола Груевски и тогаш на сцена стапува Лјупчо Ѓорѓиевски и му ги обезбедува тие потребни гласови на Никола Груевски. Дали вас ви убедува да гласате за Никола Груевски како еден лидер на ВМРО ДПМН? Лјупчо Ѓорѓиевски беше убеден дека во било кој момент може да го тргне Никола Груевски. Мене ме убедуваше. Можете да го прашате господинот Ѓорѓиевски, не само мене, луѓето кои беа пресудни, кој ќе победи, дали ќе победи Маријан Ѓорчев или ќе победи Никола Груевски. Иако јас уште еднаш велам, бев за Лјупчо Ѓорѓиевски да остане лидер на ВМРО ДПМН. Лјупчо Ѓорѓиевски ден денес вели дека Никола Груевски бил негов најдобар министар. Ако Никола Груевски бил најдобар министар на Лјупчо Ѓорѓиевски, што е тогаш Лјупчо Ѓорѓиевски за Никола Груевски? Политичко гуру. И негов политички татко, бидејќи апсолутно го изведе од анонимност, го донесе на чело на партијата, го порази Маријан Ѓорчев, кој работеше на терен, тогаш беше подпредседател и убедливо водеше помеѓу делегатите, меѓутоа беше октроиран Никола Груевски, стана на Лјупчо Ѓорѓиевски. И не треба да бидеме наивни тоа да не го гледаме. Видите, значи, нити Ѓорѓиевски, нити било кој е спорел поддршката што му беше дадена на Никола Груевски да стане председател на ВМРО ДПМН 2003 година на конгресот во мај. Сега му помагате. Значи, нема помош. Го газите на терен Љубе Бошковски. Знаете ли кои се луѓето во Обединети за Македонија во овој момент? Оние луѓе кои не добија ништо во ВМРО ДПМН, а кои чека ништо да добијат од Никола Груевски. Нема да одиме многу, ќе кажам 2-3 примери. Еден од потесното раководство на Љубе Бошковски чекаше да биде повторен член на Државна изборна комисија. Виде не стана член на Државна изборна комисија, отиде кај Љубе. Другиот чекаше да биде некаде во дипломатија, виде дека не може да биде во дипломатија, отиде кај Љубе. Иначе беа многу добри и послушни во однос на поддршката на Груевски контра поддршката на Ѓорѓиевски. Значи, приказната малку се обидува некој да ја измести. И ако сега го гледаме Никола Груевски по тие настапи, тама ќе имаме барем половина од поранешните високи функционери во партијата на Лјупчо Ѓорѓиевски. Очигледно дека во 2006-та одлучувачки беа за да се формира коалицијата на ВМРО ДПМН со ДПА, поддршката што ја даде не директно на ВМРО ДПМН Лјупчо Ѓорѓиевски, туку божедната поддршка што ја даде на ДПА. И што преку Мендух Тачи влезе во тогашната владина коалиција ВМРО Народна партија. За 2008 веќе тоа е за Гинисовата книга, начинот на кој наводно заборавениот Трендафилов не ја прати листата на кандидати за пратеници на ВМРО Народна партија пред Државната изборна комисија, со што индиректно помогна да стигне до оваа бројка од 63, затоа што јас тврдам дека било кога да се појави ВМРО Народна партија, тоа се покажи на последните локални избори, контролира меѓу 30 и 40.000 гласови. Тоа значи меѓу 4 до 6 пратеника би имали на последните избори во 2008 ако има своја листа. Останува отворена дилемата зошто најблиските соработници на Лјупчо Ѓорѓиевски после тој негов конфликт со Никола Груевски ја сменија страната и од таборот на Лјупчо Ѓорѓиевски повторно се вратија во рамките на ВМРО ДПМН. Дали тоа е чиста случајност или има политички разработен концепт во целата таа трансфер политика? Поголем дел од тие луѓе кои премина од ВМРО Народна во ВМРО ДПМН, вие ги познавате, со дел бевте заедно во градското собрание, да речеме тогашниот председател на младината на ВМРО ДПМН кој стаја на страна на Лјупчо Ѓорѓиевски, Игор Ѓиевски сега е под ресот на Никола Груевски. Има битни задолженија, ако не се лажам. Во право сте и токму тие индикатори ми даваат за слобода да кажам дека всушност ваквиот развој на настани покажува дека сепак постои голема основа за сомневање дека конфликтот бил фингиран или во најмала рака сега се придвижил кон фингиран. Например, Александар Ѓорѓиев, кој беше портпарол на ВМРО Народна партија, денес е човекот кој се слика најблиско до Никола Груевски, дел од неговиот медиумски тим. Паско Кузман, да речеме, кој беше близок на Лјупчо Ѓорѓиевски, денес е носител на тој проект за антиквизација на Република Македонија, споменатиот Ѓиевски е задолжен за локалната самоуправа во рамки на ВМРО ДПМН. Значи има огромна мог да може да комуницира со градоначалниците на ВМРО ДПМН. Валентина Божиновска, односите со црквата, клучна работа за ВМРО ДПМН. Ставот кој што ви го соопшти всушност се заснува токму на вакви примери. Она што е индикативно е дека без оглед на сите трезавици помеѓу двете партии со предзнакот ВМРО, во сите тие трезавици сепак овие луѓе изгледаат како позајмени луѓе, значи од ВМРО ДПМН кон ВМРО Народна и обратно. Интересно, целата оваа групација, која без малку од Лјупчо преминува кај Никола Груевски, го симнува тој дрес на бугарштината и го облака дресот на некој начин македонштината. Ефто дека сите го соблекоа
бугарски дрес. Што мислите, дека Антонио Милошевски нема секогаш под дресот на Република Македонија дрес? Два дреса има. Еден на бугарштината, еден на антички македонец, предпоставам, и тие се денес најголеми бранители на идентитетот на Република Македонија. Така. Ви праќаат вас некоја крава пред штабот? Ви праќаат луѓе да ви свиркат коите на митинзи по Кавадарци, не знам, по Битола, по Прилеп, кој што прават на опозицијата? Господин Ефтов, кој може да му свирка на Љубе Бошковски кога тоа е членството на ВМРО ДПМН, вистинското членство кое се приклучува кон нас? Значи вие може да направите коалиција со сите, освен со Лјупчо Ѓорѓиевски, со вашиот најверен до вчерашен сојузник. Лјупчо Ѓорѓиевски денес е веројатно човекот кој најмногу работи против бракањето на Љубе Бошковски на високата политичка сцена. Не се работи со кого ние ќе правиме коалиција. Ние имаме јасен став. Ние ја обединивме македонската десница и ги обединивме прогресивните сили во Македонија, оние сили кои може да ги донесат квалитетните промени во обединените за Македонија. Без Лјупчо Ѓорѓиевски, бидејќи не ја знаеме неговата формално, не ја знаеме неговата позиција, иако е очигледна дека и натаму соработува и натаму го поддржува Никола Груевски. Мето Смиленски, поранешниот гувернер Љубе Трпевски, беа осудени во првостепената постапка на неколку годишен затвор во врска со таа политичка афера, која се проценуваше дека финансиски тежи некаде околу 20 милиони тогашни американски долари. Меѓутоа подоцна во таа второстепена постапка и Љубе Трпевски и Мето Смиленски беа ослободени од сите судски обвинувања и веројатно човекот кој прави политичката анализа си го поставува прашањето зошто дојде до една такво салто мортале во целата таа судска постапка. Предпоставам дека позади тоа стојат интересите на Лјупчо Ѓорѓиевски, кој беше директно вклучен во целата таа политичка и финансиска афера. Некоја штета беше проценета од 20 милиони долари или евра. Беа осудени во првична постапка и гувернерот Љубе Трпевски и Мето Смиленски, подоцна беа прекинати или укинати пресудите. Дали расправавте на таа тема? Видете, ова сега што ми го поставувате како прашање не би можел директно да ви одговорам. Знам дека расправавме за некои од бизнисите на господинот Смиленски, меѓутоа мислам дека не по повод овој случај. Мислите за она трговија и купување на жито и договор помеѓу стоковите резерви на владата на Република Македонија и Мето Смиленски? Да, токму тоа. Тој беше предмет на наша анализа, значи работењето, ревизорскиот извештај за работата на... Меѓутоа најблаго кажано, Мето Смиленски имаше повластени односи со тогашната влада, ако ништо повеќе. Добро. Тоа не би можел јас сега да го констатирам, меѓутоа дефинитивно таму констатиравме дека има известни нерегуларности во работењето како на Бирото за стокови резерви, односно релацијата Бирото за стокови резерви, владата и фирмите на господинот Смиленски. Тогаш директор на стокови резерви Ванчо Пеловски, човекот во блиски роднински врски со фамилијата на Лјупчо Ѓорѓиевски, ако јас не се лажам. Што да ви одговорам? Дури во извештајот на меѓународната кризна група постои, ако можам да парафразирам, една формулација дека еден ваков договор или има склучено некој кој е тотален идиот или некој кој е поприлично влезен во криминални води. Самата констатација која ја кажавте говори сама за себе и мислам дека дополнителен коментар тука не е потребен. Гласа на слепо пратениците, значи пратениците гласа за договор, а ги нема сите анекси на тој договор. Се сложувам. Кога велам дека нетранспарентно, значи не се знаеле сите елементи кои може да произлезат после од имплементацијата на договорот. Значи има прво нетранспарентност во гласањето на самиот договор. Второ, веројатно има штета. Тоа може со калкулатор да земете да го срачунате колку чини. Во целата ова работа како архитект од македонска страна се јавува премиерот, тогаш е Лјупчо Ѓорѓиевски, се јавуваат одредени писма кај што потписник е сегашниот премиер Никола Груевски.
Јас сега не би можел да говорам која била улогата на едниот, која на другиот при склучувањето на овој договор, меѓутоа разумно е да се очекува дека еден таков проект како што беше приватизацијата на рафинеријата подразбира инволвирање на повеќе сектори од владата, односно повеќе министерства. Клучната дилема која тука се поставува е дали еден човек кој има таква политичка недоверба кон своите поранешни политички противници кој што е Никола Груевски може така лесно да ги прифати луѓето кои порано беа исклучително блиски до Лјупчо Ѓорѓевски. После тој политички раскол со Никола Груевски остана на страната на Лјупчо Ѓорѓевски, а денес се многу блиски до македонскиот премиер. Тој е Паско Кузман, тој е Александар Ѓорѓиев, тој е Валентина Божиновска и тој е Игор Гиевски. Лјупчо Ѓорѓевски ги зема Кајсеви Ламбер Нудов, ги зема и Војо Михајловски, олицетворењата на криминалот во ВМРО-ДПМН и мосте чиста партија на Никола Груевски. И дел од неопределените, вие што велите, тие што под дефиниција се многу поблиски до центарот или до левицата, помогнаа да се освојат тие неопходни 40-50 гласови, 67.000 гласови одзема од левицата Тито Петковски, тоа беше рецептот за победата на Никола Груевски. А веќе 2008 е сосема нешто друго. Емоциите кои се создадоа по трагедијата што се случи во Букуреш и недобивањето на поканата за членство во НАТО, вешто ја материализираше и валоризираше тимот кој работеше во таа кампања. И на таа десна коалиција која му остава наследство Лјупчо Ѓорѓиевски, на тој свој технократски имидж кој си го носи сам со себе Никола Груевски, тој ги достави и одредени имиња од делот на левицата, не знам, Зоран Ставревски, поранешен вице-гувернер од делот на СДСМ, Ивица Боцевски делот раководството младинско на СДСМ и така натаму и го направи тој упат во таа лева политичка сцена, на тој начин окрупнувајќи бројката на 400.000 гласови за ВМРО-ДПМН. Не, за нити Боцевски, нити Ставревски може да донесат повеќе од 5 гласа. Говорам како модел. Повеќе во 2008 се гласовите на помалите етнички заедници. Не треба да се потцени контингентот на гласовите кои ги носи и дали едната, другата или третата ромска партија, партијата на Стоилковиќ, на Хена Хасипи и така натаму. Вие ги проценувате некаде на 50 до 80.000 гласови. Моја проценка е дека тие вредат меѓу 60 до 90.000 гласови. Колку вреди во моментот Груевски? Не повеќе од 280.000 гласови. Колку политички тежи таа македонска десница надвор од редовите на ВМРО-ДПМН? На последните избори Љубе Бошковски освои некаде околу 150.000 гласови. Партијата на Лјупчо Ѓорѓиевски на последните локални избори освои некаде околу 50.000 гласови. И во зависност од тоа колку на идните парламентарни избори ќе освојат овие две политички партии, ќе зависи дали ВМРО-ДПМН ќе остане на власт или ќе биде симната во опозиција. Со тие 50.000 гласови на изборите 2008 година ВМРО-НПМ најмалку ќе освоеше некаде околу 4 до 6, ако не и 7 пратеници, Никола Груевски ќе немаше апсолутна власт во Македонија, што повторно остава простор да сомнеш дека имало некој договор. Јас во овој момент можам само да кажам дека е навистина чудно што во тој период ВМРО-НП не можеше да го најде својот лидер за да поднесе листи на кандидати. Тука можам да кажам да ја поддржам вашата теза. Она што исто така е интересно е дека сите тие флуктуации на членството беа овозможени во една нивна статутарна одредба согласно која членството во ВМРО-ДПМН не им престануваше и покрај членството во новата матична партија. Па дури постојано Валентина Божиновска изјавуваше дека главата остана ке ВМРО Народна партија и ке Лјупчо Ѓорѓиевски, а телото остана ке ВМРО-ДПМН. На крај главата се спои со телото. Јас во овој момент сепак повеќе би се задржал на, да речеме, некои разлики помеѓу настапите на Ѓорѓиевски и настапите на ВМРО-НП, поточно речено во оштрината на нападот кон ВМРО-ДПМН. Ѓорѓиевски, освен во прашањето на антиеквизација и решавање на спорот со името, нема друг груп напад кон ВМРО-ДПМН и кон Никола Груевски. Имено. Токму тоа и добро сте го забележале. Меѓутоа тоа, да бидем искрени, е концепт на Лјупчо Ѓорѓиевски. Никола Груевски само успешно го спроведува до крај. Ова е повулгарен начин, ова е вистина ако можеме да зборуваме со јазикот на политиката, дека ова е типична инволвираност на третиот ешалон на СДСМ во врвот на ВМРО-ДПМН. Или што би се рекло со речникот економски на Груевски, joint venture на третиот ешалон на СДСМ и првиот ешалон на ВМРО-ДПМН. Апсолутно. Односно заедничка инвестиција. Заедничка инвестиција. Меѓутоа во конкретниот случај станува збор за еден концепт. Концепт како да се освојат повеќе од 300.000 гласови. Да. И тој концепт Никола Груевски кој го спроведува е трасиран од Лјупчо Ѓорѓиевски. Тука не треба да имаме дилема. Не треба да имаме, но таму се инволвираа политички партии
во времето на ВМРО ДПМН Како се со инволвира таква од со политички таква идеологија, партии, од служби, од интереси и така толку натаму. директно во врвот, во раководството, да нема еден од нашата идеолошка ВМРО-вска матрица, еден, вклучувајќи го и Никола Груевски, кој е дојден од некоја друга политичка партија или не бил во ниедна политичка партија. Антонио Милошевски, Владко Ѓорчев. Антонио Други веќе не Милошевски, познаваме. Владко Ѓорчев, кои сигурно се сега маргинализирани и се држат како луѓе на кои може да се покажува со прст, еве и ние имаме од старото ВМРО во врвот кој бе на исто така едни од најверните приврзаници на Лјупчо Ѓорѓевски. Апсолутно. Владко Ѓорчев и Антонио Милошевски. И тоа е индикативен момент, да. Го симна адресот на Лјупчо Ѓорѓевски, еден од нив го симна адресот на бугарштината и денес стана најголеми приврзаници на античка Македонија. И тоа се луѓето кои го дават тој шмек на таа идеологија античка нова македонска влада. Иако им вадат разни снимки по интернет како се сликал под бугарско знаме со Каракачанов и така натаму и така натаму. Ние сега не треба да се оптеретуваме со тоа кој ќе го замени Никола Груевски, иако такви амбиции има токму момчето со смене дрес. Мислите, Антонио Милошевски има амбиции да го замени Никола Груевски? Па сега е борбата кој ќе го замени Никола Груевски, свесни дека неговиот пат е неминовен. Останете со нас и по рекламите да опростите финалето на нашето вечерношно досие на тема дали Никола Груевски и Лјупчо Ѓорѓевски веќе 6 години се во нативка и тајна коалиција на македонската политичка сцена. Постојат најмалку 3 фази во тие односи помеѓу Лјупчо Ѓорѓевски и Никола Груевски после тој нивен јавен политички раскол 2004 година. Прво тоа се изборите 2006 година, кога после изборите своите 6 мандати Лјупчо Ѓорѓевски посредно со помош на Мендух Тачи му ги става на располагање на Никола Груевски да не коалицира со Дуј и подосна врз база на тоа ставање на мандатите на Лјупчо Ѓорѓевски доаѓа од таа политичка криза која резултираше со избори 2008 година и растурање на коалицијата помеѓу ВМРО ДПМН и ДП, односно влегување на Дуј во власта со ВМРО ДПМН. Втората фаза се изборите 2008 кога ВМРО Народна партија не излага воопшто на изборите, има овозможно Никола Груевски доби апсолутна власт во рамки на Република Македонија и сега е третата фаза кога Лјупчо Ѓорѓевски всушност треба на терен да се тепа политички со Љубој Бошковски и да му чисти пат до една евентуална нова изборна победа на Никола Груевски. Дали очекувате Лјупчо Ѓорѓевски денес да истрча на терен на политичката сцена во Македонија многу поактивно кој што се најавува со една единствена цел да му парира или да го намали бројот на гласови на Љубој Бошковски кој може да му биде единствено некоја сериозна закана во таа десна страна на политичката сцена на Никола Груевски? Мислам дека Лјупчо Ѓорѓевски ќе процени какви се шансите на Никола Груевски и нема отворено да заземе страна, затоа што сметам дека е далеку помудар од оние кои сега, кога е јасно дека бродот тоне и понатаму на големи звона навиваат за ВМРО ДПМН. Мислам дека Лјупчо Ѓорѓевски е подготвен да помогне да потоне оваа политика на Никола Груевски. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва може да опроследите нашето телевизиско досие на тема дали Никола Груевски и Лјупчо Ѓорѓевски со една тивка и тајна коалиција веќе 6 години на македонската политичка сцена. Погледнете репризат утре некаде после 17 часот на канал 5 плюс телевизија. Ова како и претходните емисии ќе може да ги најдете во архивите на Макс ТВ. Ние се гледаме миниот петок во истото ова време. Пријатно вечер Македонија каде и да си.